Помина речиси 30 на години, кога во тоа време работев во тогашната телевизија Скопје, денешната македонска телевизија, во утринската програма Добро утро Македонијо, кога во 1992 господово лето го посетив кавадаречкото село Манастирец и речиси по 15 на години, кога во тоа време работев во тогашната телевизија А1, кога во 2006 господово лето повторно го посетив селото Манастирец и за него направив кратки репортажи. Ете како што вели народот, Господ милувал по трет пат да дојдам во ова населено место, но овој пат по покана на Организациониот одбор на Сдруженијето на граѓани ѓаломари од селото Манастирец, на сам ден на Василица да направам нов документарен запис, да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните знаменитости за ова населено место, поточно речено за васеличарското празнување, чии адети и обичаи се пренесуваат од колено на колено низ времето што одамна изминало. Иако со години речиси ги посетувам сите православни христијански празнувања во нашиве села, така да речам никако не му доаѓаше редот да направам документарен запис за васеличарите. Една стара народна поговорка вели: не кога сакаме ние, туку кога Господ тоа ќе го каже. И навистина така и бидна. Едно зимско декемвриско утро пред самиот крај на 2024 господово лето, рано, мощне рано, ми задзвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изразам, на телефонската жица слушнав еден познат глас кој ми велеше: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив?" ми рече. "Добро утро," му реков. "Буден сум, одамна сум буден," додадов. "Овдека Маријан од Манастирец, ако се сеќаваш на мене, кога прв пат се запознавме во хотелот Балкан во Кавадарци," ми рече. "Се сеќавам, како не се сеќавам," го надополнив. "Бравош бре Зоране, бравош бре Шваца, колку ми се радува душава моја, оти не си ме заборавил," ми рече. Да знаеш колку ми се радува душава моја, оти и ти не си ми го заборавил мојот прекар Шваца, по кој прекар ме препознаваат моите соселани ширум Македонија," одговорив. "Туку ете јас така порано, знаеш, по селски се јавувам. Имам една молба да те замолам, ако можеш да дојдеш во Тиквишијава, наша наслушна кавадаречка, да дојдеш во селото Манастирец, да направиш една убо слика и за селото и за васеличарите. Што велиш?" ме праша. Слушај вака да ти кажам. Со ние сум да наоѓе повторно да посетам низ Тиквишијата, па убаво би било да го посетам селото Манастирец и за него да направам едно убо слико, малку на повик со глас, на шега му подвикнав. "Ти само дојди до Манастирец, а јас ќе ми те пречекам заедно со мојот пријател Блаже и се ќе ти организираме, ич да не му се секираш," ми рече. И навистина така и бидна. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Манастирец кинишав ден пред Василица, но овој пат не со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 кусур години ми е верен сопатник, туку со редовната автобуска линија Скопје-Кавадарци, кој според возниот ред од Скопската автобуска станица во правец на Кавадарци секој ден поаѓа во 12 часот и 30 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо автобусот со кого јас патував, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, помина низ Таорската клисура, застанувајќи кратко во автобуската станица Велес, продолжувајќи во правец на селото Градско и овдека застанувајќи кратко, продолжувајќи во правец на селото Росоман
И по поминати 5-6 километри по магистралата за Кавадарци се симнав на автобуската постојка Манастирец, тргнав пешки и по неполни 20 на минути пред самиот влез во селото Манастирец ме пречека мојот пријател Блаже и заедно со него се упативме во неговото родно село, селото Манастирец. Кај си ми, брате, другар мој? Аре си ми? Супер, ти как? Од Бога сполајмо, фамилија, здрави, живи. Се е добро. Пред се едно би рекол, среќна нова година. Леќе и вас нека не ги... Хвала многу. Божичите празници се... И Василица, денешна и утрешна. Да ги изтерам и празници заедно. 14 години помина, ова си било непоследниот пат. Вака некако би. Ќе одиме во Манастирец. Да. Село е не пречига. Обавезно. Слушај, Чекано. вака едно рекол. 14 години бев тука. Многу приказни за историското битичување на селово ми ги раскажате, но останалше многу приказни и многу адети обичаи, како за Божик, така за Велиген, така за Илинден, така за летната слава на селото, ама и за поселичарите. Така. Слушаме се вака едно. Заврти го Василово полека и да одиме во селово. Договорено? Договорено. Ајде, Чекаме се. Важи. Почитувани мои, ето се мојот пријател со Лажета, дојдоме тука во селото Манастирец, Кавадаречко, и кој ќе додиш овдека во секој село Македонско, кој во селото Манастирец, ќе ве пречека се цело. Овдека се целото, кој што го има во селото Манастирец, не наликува на оние стари наши села, туку овдека се целото наликуване на урбана средина. Но сепак, кој ќе дојде во било кое село, ќе ве пречека продавницата, односно, така речено по народски, кооперацијата. Ќе одиме пред кооперацијава, да се видам со мештаните и да видам какво се, што се, да се направено за ожие. Почитувани мои, колку ми се радува душата, извинете масе, ама пошто има снег, малку се лизгам, но меси, зима е. Колку ми се радува душата, кога ќе се сетам, кога дете, кога ќе врши мисле целото, каде што ќе поминеа ловските коли, правени коли, или колите правени кои што ги влечеа коњите и кои што одеа на нива, а овдека денеска, каже, го имаме овај кордон, така? Машина невидена. Доно што реков, каже, да, ќе одиме во кооперацијава. Ајде ти напред, јас по тебе. Добар ден! Добар ден. Јас сум Зоран Маријов, кој што и прави емисиите со овие Види, страшни си за многу види. Твоето име? Јане Перо, Од која Калабрија си? Од која фамилија? од Јанеби, Така, како се викаше татко ти? Трајше, Мајка ти? Невена, Баба ти по татко ти? Лимба, А дедо ти по татко ти? Трајше. А пак дедо ти по мајка ти? Добро, така не би рекол. Колку браќа и сестри сте? Моите браќа и 4 сестри. Така, добро, ките да го се Драги се. Од кај Тие балани. Од кое село? Санци, Така. Твоето име? Горан Така. Презиме? Дојков, Така. Овде живее цело време? тука од дете. Зошто не замина во градот, во Кавадарци, во Неготино, во Скопје, тука си остана тука? Поварно ми е тук. Па така ми како фамилиарен човек. Да, Колку господ чела ви даде? две. Машки и женски. Да. Што години имаат? Мали се 5 и 6 години. Се здрави живи, што поработуваш? Добро, во селото работил. Земјоделие се знае во село. Што тоа? Праски, овошки, лозие, Така. лозарство. Како помина ова година? Убаво, а? Така. Овај, еве, снегот падна, перичи ли ќе остане? Перичет него вече снега. Така, така. Да. Иначе пред тоа снег нема. Така, така. Момче ти? Да, кажи. Ни снег, ни вода. Така, така. Момче, твоето име? Ватко. Како мене, маца денеска не бриче на мај. Ќе поминеш. Што години имаш?
34. Ovo mašala familijarен. Ovo reći go, što se zanimavaš? Јас како мајка, моле. A, така, vidi, slušaj, pa se gleda Selovo. Има во село. Da, Selovo nije zaboraveno. Težak ili molerski zanat? Па за кој како, мене највика ми е тоа го работам више 20 години. Так, малце према камерата да не вида селаниме. Ovo да ми кажи сега. Кој ќе отидеш да пазариш? Некоја куќа за овој молерисување по народски, каже по селски, разување. Скапа е овој работава или ефтина, што велиш? Аха, моментално и не е баш ефтин, добро. Така, види се, ово ми е збор, кој ќе направиш пазар. Некојаш овој кој се речи го, без разлика, дали е во селото Банасир, дали е во Трстани, дали е во Кавадаречко, било каде, дали некојаш речиме правиш пазар, тоа ти плати на градат, ти работи. Да, има и такви договори. Така. Зошто остана во Манастирец, како не замина, кај се да речиме, млади бегаат, кој Германија, кој... Па ја да ти кажам, пред 20 години бев в Италија, таму и занаето го научих. И после тука се почнах да работам. Колку време беше во Италија? Па скоро 2 години. 2 години. Го научи италијанскиот? Па скоро 50%, да. Така. Кој е полесен, македонски јазик или Тоа италијански? се знае мајчиниот јазик. Името твое беше? Златко, Борко Јанко. Така. Одека од кој ќе завршиш со твоите врсници, твоите соселани, од кој ќе завршиш со работата по полето и навечер, кај се собирате? Овде, на кооперација. И што си му обети на кооперација? Кој што работел, како се поминал. Како ви се вика кооператорот? Марија. Марија? Дава ли некош на Рамуш? Оти Рамушот останало од пустиве. Пише. Има. Вечерва ќе се палат огновите. Припремаме, да. Дрвата више ги припремаме и ќе има оган. Ми се едно да те прашам шумарите, немате нешто оти проблем Не трема. со документи. До сега нема, сега ќе видиме покако може да се... Ако дојде шумарот ќе му ставиме на краја на ракија и ќе го ставиме на ауракот. Обично да бидете нови шумари не доваѓаат, знаат дека никој не бере за дома, во е за целото, за сите народи. Ова да те прашам, како да се викаше даскало, ќе да научи да читаш и пишуваш македонски таблица, множење, Зено Салиев. Зено се така, каде учеше одека во Манастирец? Колку? Колку бевте ученици во оделението? Ние бевме четворица. 4. 2 машки и 2 жени. Како се вика? Ти беше твоето име? Владко, Мицко, Виолета и Јулијан. Да. Даскалот беше строг? Не. Беше даскало више пред пензија. Ние беме и последна генерација што ни излучи. Да. Што ти одеше појќе лик, а ликовно ти одеше, пошто молерајав ти терав? Ликовно, да. Да. Да сте нездрави живи средно вечер. Да бидеш и ти здрав и жив. Од години пак да се види. Јо сакам нешто да кажеш. Твоето име? Златко Златев. Така, од која фамилија си? Дедо ми Доле, татко ми Јован. Така. Златевци по потекло од Живово, од Витолиште. Од Мариово? Да. Од Живово, значи Витолиште, Живово, Врбско, одаде, ојче од Бујџаково, мојата сопруга е од Дујне. Марио се отлети, од кај ти е жена ти, тамо ти е фамилија. Тамо ти е роата. Соки што го снимаше татко му со крајници. Пред 14 години. Да. Пред 14 години. Види. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис за старите адети и обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат за Василица во селото Манастирец, предлагам да проследите дел од репортажата што ја направив за ова село, кога во тоа време работев во тогашната радио-телевизија Скопје, денешна македонска радио и телевизија, која ја снимив пред 25 години. Гледајте и уживајте. Од Цирково дојдовме во селото Манастирец. Ете, овде дојдовме да видиме како живеат селаните во ова село. Добар ден! Здрожио! Арен! Така, здраво! Добар си ми? Добар. Здраво, момче! Колку куќи има село овака? Селото е негде отприлика околу Шпани, мислам, куќа околу 85 куќи. А иначе околу 90 и нешто куќа има празни сад и селени. Така, кај се заминати?
Претежно во Кавадарци. Таму се отиде, не? Таму. Од што живеат луѓе? Претежно од земеделие. Земјоделие, ја? Земеделие, градинарство, овощарство, лозарство. Така. Со тоа се занимаваме, повеќе нема. Вака сега, секој ти, Арен си. Добар. Ти служи за ето. Слабо, едно добре случаи. Што години ги направи вака? Мам се 25 мај, 67 крчебрзани. 67 што вика така? Да. Пак кој ќе се видите вака со твојот селен. Што си вака му бети? Што си може да ти како беме кад деца, како беше у тоа време, како кои со овци, кои со крави, кои на орање. Па и животот како е и сега, понепред како било. Стварно, Ова да ми кажеш вака сега овај. До Кавадарци колку се далеко? 9 километра. Како е со превозот? Имате автобус, коли, доаѓа такси или како е комуникацијата, телефон во село има, продавници има, како е снабденост во продавниците? Добра е снабденоста, такси има, сега цената е покачија, 180 динара до Кавадарци, беше 150, сега е покачена, на секој ден повик, ќе повикнеш и ќе дојде такси. Понеделник, среда и петок има едно комбе, исто такси. Така. Доваѓа од тука, не зима во 7 саатот, во 1 саат од градот не носе. Кога патувам по селата, многу пати и гледам дека училиштата се затворени. Во ова село училиште работи? Работи тука училиштето, има еден учителка е само, деца се намалија. Еве, секој човек еден ден ќе настани, ќе фати грип, лекар, иди овдека во село, не? Лекар немаме во селото, во Росоман е лекарот, Колку е далеко од овде до Росован? па негде 4 километра. До таму исто одите со такси? Не, Ами, може ако си болен или нешто што ти со трактор, со кола, некој до неа, а такси да викнеш од таму ќе ти дојде, ама 150 динар ќе наплати. Кој ќе поиш на лекар? Да. И сега кој ќе ти препиши рецета, да речем доктор. Те. Во аптека како ќе? Има таму, Има. има во Росоман апотеки, 2, Која е твојата препорака на сите луѓе во Македонија кои што живеат во градовите, кои што се без работа, дали е добро да се вратат дома, кои што се родиле нивните предци, ако ништо повеќе да почнат да работат земјата, барем за лепчи изват пари се вели. па вака, ако во градот, стварно, јас работев во Скопје 5 години. Така? Ја работев во Газела. Јас си дојдов од Скопје, од Газела, тука. И не сум пишман што си дојдов. Зошто не? Јас таму по черија. Тешко ќе дојдов и до стан. А и на секој препорачувам кој што е пензионер или без работа. Во колку оставил во село имање да има некој. Поарно да си дојде, да си ваде екзистенција некоја за живот, него таму да оде, да скита по улиците. И да кука дека нема, и Дека нема, и само нема. Само нема, и нема, и нема, и нема. А може у селото да произведе и за него и да однесе на пазар, да продаде и дина да земе. Така е. Фала многу на разговорот. Ништо. Почитувани мои, пред да го видите документарниот запис за старите адети и обичаи, кои од памтивека па се до ден денешен се негуваат за Василица во ова село, предлагам да проследите дел од репортажата што ја направив за ова село, кога во тоа време работе во тогашната А1 телевизија пред 14 години. Гледајте и уживајте. Кавадаречкото село Манастирец е големо село. Со 600 хектари плодно земјиште, 130 куќи, 500 жители, лозари, овоштари, градинари и сточари. Иако транзицијата го погоди ова село, селаните не го напуштија селото. Тие останаа да екзистираат на парчето плодна земја што го имаат во наследство од нивните предци. И се сум, од кога сум купнат, се сум земјоделец. И од земјоделие Белдан не видив. Лозија берем грозје од ново до ново и не стасува. Работев со крави, кравите ми ги зе, државата ми дади, државата ми ги зе. Како ли ги зе? Еве вака, Тупурковски ми го дади тие кредит, кравите ми беа добри, зимав добар приход, дојде еден млекар од Тетово, кај беа бегалци, ни го зеде 4.500 марки, пари не ми дади. Животареме, со стока, али тешко е. Што стока чуваш?
овци на 250 глави. Млекото го даваме без пари. Принудени сте така. Такви откупувачи имаме, никой не ни гарантира цена, никой пари не дава. Го взимат, не платят по некој динар кога они сакат, Ништо не сум взел од државата. Ништо до сега не сум взел. Зошто не наземено? Зашто ми налажат, порно отиде да взимам, да речем, кредит, некој залози за права, кај израчунаме дома деца да го донесе, 12% камата, повеќе пари треба да давам, ја не ќе вземам од... Си барал ли субвенции до сега? Не сум барал. Немам од кога да побарам. Нас у Кавадарци ни е партијата на ВМРО е главна и осма никој ни не прима, ни не праша, еве. Да сум оше, да изворам 100 декари и да сејам жито. А земја кај нас, како да кажам, е ја до 2000 декари, така стоја површината. И не ми дават да сејам. Колку земја имаш ти и како си снабден со храна за них? Се со купено. Земја, таа што имам ја лично моја. Како што ги зимаат вие блоковите, ги зимаат директори, учители и професори, тоа е јасно. Моментално со фолии работам, со рани градинарски производи пипер. Иначе од една фолија 25 метра берам по 1700 кила пипер. Убаво е да се чува стока, ја би ја чувал, че се мора да чувам, првено што ги сакам, че ги чувам. Во манастирец може добро да се живее, затоа што природата се му дарила и поле, и ниви, и луѓе, и се што се вели, што му личи на едно село. На самиот почеток на нашето дружење, мештаните од селото Манастирец ми напомнаа да не ме чуди тоа што во селово ја нема вообичаената празнична вреба, затоа што празнувањето започнува некаде во приквичерината, кога насред селото, околу запалениот на Василисчарски огин, се собира сиот народ, каде што до раните утрински сати се игра и пее, од каде што тргнуваат нашите василичари, кои овде во нашево село ги нарекуваме џоломари, тргнуваат и влегуваат во секое куќа, каде што секое домаќинство ги пречекува со грејана топла тиквешка ракија, ги дарува џоломарите, кои со ракија, кои со вино, кои природно сушени колбаси, мерце сторено во каче и сето тоа трае речиси цел ден, каде што во раните попладнени сати селаните во чест на џоломарите приготвуваат џоломарски ручек. Почитувани мои, пред да го последите василичарското празнување во селото Манастирец, кое започна некаде во приквичерината на Шелското средсело, каде што сето село беше дојдено на дочекот на православната нова година, меѓу народот попозната како Василица, предлагам да ве запознаам со моите досегашни сознанија за христијанскиот светец, теолог и епископ од Кападокија, Свети Василий Велики. Свети Василий Велики е еден од најголемите светци на христијанството. Роден во 330 година во Неокесарија, во Понт, од родителите татко Василий и мајка Света Емилија, кои двајцата потекнувале од познати богати фамилии, но уште позначени по својата христијанска вера и живот. Василиевата баба по татко, Света Макрина, била ученичка на Свети Григорий Чудотворец, епископ во Неокесарија. Младоста му поминала во времето на царувањето на царот Константин I Велики. Свети Василий најпрвен се школувал кај својот татко, кој бил реторичар во Неокесарија. Тој го продолжил понатамошното школување во Неокесарија, Кападописка, каде школски другори му биле Глигори и Назинијан и Јулинијан апостата од Кесарија. Свети Василий заминал за Цариград, каде кратко време учел кај елинискиот ритор Ливаний, а потоа во 352 година заминал во Атина. Таму ја проучувал филозофијата, диалектиката, реториката, астрономијата и медицината.
За Василиевото образование најдобро сведочи неговата голема ерудиција која се сретнува во неговите дела, каде големиот познавач на класиката Фотиј го става во ранг на Платон и Демостен. Од Атина заминал во Ерусалим, каде што бил покрстен од страна на епископот Максим во реката Јордан, а потоа ракоположен за отец во црквата. Според христијанското верување, Свети Василий го раздал својот имот на сиромашните, а во 357 година заминал за Александрија, Египет, Палестина, Месопотамија, уќејќи го монаштвото. Во областа на монаштвото оставил многу поуки. Зборувал и пишувал за покајанието, пороците и добродетелите, смртта и воскресението на душата, спасението. Во Египет останал кај архимандритот Порфитий, каде се задржал околу 1 година. Потоа повторно го посетил Ерусалим. Во 360 година бил поставен како џакон, а подосна и како свештеник. Во 370 година Свети Василий станал епископ по смртта на Евсевиј. Погледите за заштитниците на никејската вера се свртиле кон Василија. Против неговиот избор за архиепископ на Кесареја Кападокиска биле аријанските кривоверци, бидејќи се плашеле од неговите храбри проповеди и разобличувања. На ова должност, според христијанството, Свети Василий честопати испречал кон верниците канонски поуки и совети, кои подоста станале канони за целата црква, изградил многобројни болници, старечки домови. Мирот во црквата Свети Василий не го доживеал и покрај тоа што нему му се препишуваат најголемите усилби за вториот Вселенски собор во Цариград 381 година, каде се донел одлука против сите ереси и раздори против кои Василий се борел. Починал на 31 декември 378 година и свечено бил погребан на 1 јануари 379 година, ден кога се слави и неговиот помен. Дел од останките на Свети Василий се наоѓаат и во црквата Свети Кирил и Методий во Струмица. Во црковните богослужби најчесто е нарекуван пчела на црквата Христова, која им дава мед на верните и осело на кривоверците. Сочувани се многубројни дела на овој отец на црквата, како што се апологетски, богословски, подвижнички и канонски и литургија наречена според неговото име. Василиевата литургија се служи 10 пати во годината и тоа на 1 јануари, наш проти Божик, на Велики четврток и на Велика сабота. Добре дојдовте во името на продукцијата на Маријо филм, како дел од менаџерскиот тим. Ете, патуваме заедно ни цела Македонија. Денеска сте овде во селото Манастирец. Музиката ечичо се вика, джаламарите се овричкал се минути по селото. Да сте ми здрави и живи, додиме да ги посетиме мештаните. Прво добро утро или добар ден на овој зимски ден со малку снег овде во Туквешијава. Пред се ми представува голема чест и задоволство што дојдов овде во ова село, во ова населено место Манастирец, токму на овој голем православен христијански празник Василица или по наше Стара Нова година. И навистина се радувам што ќе бидам дел од ова манифестација по повод одбележувањето на овој вековен македонски православен христијански празник. Еве насред село, во селото Манастирец овде, гори големиот василичарски оган. Се слуша прекрасната музика од кавадаречката група Кавадарка, која со посебно задоволство секогаш сум ја слушал и навистина сега ќе ми биде задоволство да отидам кај огнот да се поздравам со домајчините и со организаторите на оваа денешна прослава. Право добар ден на сите.
за многу години да е денешниот голем православен христијански празник, да е вековит и до година пак вака, па и наредните години да се гледаме во убаво и ведро расположение. Амин. За многу За многу ден. лејка. За многу. За многу години. Господ да дава на сите. Браво, браво. Прв пат доаѓам во село Манастирец, меѓутоа ми е големо задоволство што сум денес овде да ви кажам. На 14 јануари македонскиот народ празнува три празници. Обрезание Господово, Свети Василий Велики и православна Нова година. Поради совпаѓањето со празникот Свети Василий, овој празник во народот најчесто е познат како Василица, а тоа најмногу асоцира на обичаите и верувањата поврзани со новата година. Василица се паѓа во периодот на така наречените некрстени денови, период што трае од Божик до Водици, кога според легендата Исус не бил крстен и ѓаволите се мачеле да го излажат да не се крсти и да не се исполни волјата Божја. Се верува дека овие денови за човекот се опасни, бидејќи тогаш мртвите се во движење, разни вампири, караконџули, вештерки, самовили и други нечисти сили се активни и на сите начини сакаат да му напакостат. За заштита од овие негативни демони, човекот во овој период избегнувал некои потешки работи, но изведува и разни магиски заштитни дејствија. Особено познати се некои обичаи како бабарските, русалиските и слично, од кои траги на почвата на Македонија се одржале до ден денешен. Посебно интересна една драмска игра со маски, која се среќава на теренот на цела етничка Македонија, но секаде со различни имиња. Според имињата на учесниците во играта, во Охридско се наречени Василичари, во Битолско бабари, во Скопско џамалари, во Тиквешијата џоломари или џаламари, во Разложко сурваскаре, во Костурско и други места во Егејска Македонија се наречени ешкари. Иако во повеќе места оваа драмска игра се играла во текот на сите 12 некрстени денови, сепак таа најчесто е поврзана со празникот Василица. Важно е да се одбележи дека ретко кој празник децата одделно од возрастните новата година ја дочекуваат со посебни обичаи, игри и песни кои многу се различни од оние што ги изведуваат возрастните, но се блиски до обичаите и песните што се изведуваат на Бадник. И на Василица, како и на Бадник, групи деца најпрво околу заедничкиот оган, а потоа одејќи по куќите низ селото или градот, пеат пригодни песни за што добиваат подароци. И овие песни, како и коледарските од Бадник, немаат развиена мелодија, туку се кажуваат со скандирање, со карактеристични извици на почетокот и на крајот, а и во мотивска смисла се многу блиски. Низ песната се искажуваат многу убави желби и благослови за родна година. Децата носат прачки, дренови или сливови, со кои ги удираат луѓето, особено старите и болните лица, обичај што се вика суровење, што значи и тие да се сурови, односно здрави, како што е прачката. Тоа се прави и со домашните животни, особено со коњите, воловите, овците, поради што домајчинот Василичарите ги одведува во шталата. Возрастните за овие прослави се подготвуваат многу порано. Тие набавуваат прибор за маскирање, предмети за тропање и правење врева, како звонци, клопотарци, тенекиња, тенџериња, но и музички инструменти, гајди, кавали, тапани и слично. Со овие реквизити се создава голема врева, која има за цел не само да создаде весела атмосфера, туку и да ги заплаши и избрка лошите духови.
Во василичарските дружини одат луѓе веселници, луѓе што знаат да се шегуваат. Обичаите што при тоа ги изведуваат, представуваат вистинска народна драма со точно определени улоги на учесниците, со маскирање и други елементи присутни во фолклорниот театар. Василичарските дружини, бидејќи не ги пуштале во секоја куќа, поради тоа што биле многу вулгарни, во дворот ја играле драмската игра, за што добивале подароци. И тоа месо, граф, компири, масло и друго, од кои правеле заедничка гозба. Онаму, каде што немало да ги даруваат, најчесто правеле штета. Најчесто нешто ќе скршеле. Се внимавало две василичарски групи да не се сретнат, затоа што редовно доаѓало до тепачки, односно до физички пресметки. Постојат повеќе обичаи и верувања што се директно поврзани со започнувањето на новата година. Постојат повеќе обичаи и верувања што се директно поврзани со започнување на новата година. Тука, во прв ред е прогнозирањето на среќата и напредокот на секој член од семејството, како и на стоката и на земјоделските култури. Во загреана пепел или во нагорена црепна се ставаат зрна жито и во зависност од тоа колку ќе скокне зрното, се гледа колку ќе има напредок, а тие што се изгаснати, црни јаглења, ќе доживеат болест и несреќа. На Василица, во некои места месат и погача или баница со пара, како што тоа на повеќе места се прави на бадник и со тоа се прогнозира кој член од семејството ќе биде најсреќен. Според некои верувања, на Василица секој требало да облече нешто ново, за да го износи во текот на предстојната година. Обичаите и верувањата поврзани со празникот Василица потекнуваат од пред христијанското време и нивна цел е да обезбедат среќа и напредок на поединецот, но и на пошироката заедница. Оваа традиција трае со векови. Само со непосредно присуство на овој обичај може да се почувствува неговата вистинска моќ и веднаш да се разјасни дилемата зошто се задржал до ден денешен, со истиот интензитет како што бил во минатото. Почитувани мои, новото 2025 господово лето надоаѓаше. Вечерното небо над манастирец беше ведро, времето релативно топло, иако зимско, токму прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детал. Накај целото од неколкуте селски мала, како бисер гердан се зареди врв улица Василичари, меѓу манастирчани, наречени џоломари, во правец на селото, кон малото урбано плоштадче, обиколувајќи го пригодно изграденото огниште, каде што од разгорената карма на сурови дабови суровици, пламените јазици и искри високо се извиваа во небесната темнина, каде што несобраниот народ ги отпоздрави со познатата василичарска песна, пеејќи ја василичарската песна "Сурова, сурова година", која песна, почитувани мои, ќе се обидам на мој поетски начин да ја изрецитирам. Сурова, сурова година, голем клас на нива, голем гроз на лоза, жолт мамул на леса, живо и здраво до година, до амина. Почитувани мои, зазореното небо над манастирец беше ведро, времето релативно топло, иако зимско, токму прилагодено за окото на мојата камера да го долови секој празничен детал, натрнувањето на манастирските василичари џоломари, традиционално василичарски маскирани, околу појасот накитени со звонци, клопотарци, пеејќи ја василичарската песна "Сива, сива Василица", која песна, почитувани мои, ќе се обидам на мој поетски начин да ја изрецитирам. Сива, сива Василица, каде си се осивила, таму долу набел Дунав,
Што имаше, што немаше, ми имаше златна чаша, канатница, ми канеше слава Божа и Божика, Божик ми е на небото, слава му е на земјата. Охо-хо, и година. Колку трна, претрна, толку амбари пченица, толку капки сланина, толку прасци кочина, колку трошки сирење, толку јагниња, јариња, колку писма, преписма, толку синчина, ќеркичиња. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што те Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Манастирец за Василица, а дел од ова василичарско празнување ќе ви пренесам во продолжение на следната репортажа.